Заменик министерот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски денеска престојуваше во работна посета на општините во Кочанскиот регион, каде најнапред оствари средба со градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, со кој разговараше за актуелни состојби во сферата на аграрот. При тоа Трипуновски за медиумите ја даде следната изјава. Денеска сум на работна посета на територија на општина Кочани. Како што е редот, првата средба ќе имам со градоначалникот на општина Кочани, господинот Папазов. На оваа средба ќе разговараме за она што општината го има и ја тенгира како рурална дел од руралната средина, во делот на земјоделството, проблеми, актуелни отворени ситуации. Се со цел во иднина, иако е овој технички период на владата и јас како технички министер, ќе се обидеме ако има некои процеси кои што можеби се застанати да ги продолжиме се во интерес на земјоделците, меѓутоа она што е и поважно, јас сакам да информирам дека во текот на денешна посета на општина Кочани ќе остварам и посета на една компанија која што е од областа на земјоделството, да поразговараме со предизвиците кои што се соочуваат како компанија и евентуално некаква подршка, бидејќи ги знаете дека сега во завршна фаза ни е програмата која што ќе понудиме на изборите, се со цел да вметнеме дополнителни проекти и мерки кои што ќе значат олеснување на нивното функционирање и крајот на денот ќе го завршам со средба со земјоделците од овој крај, со оризопроизводителите практично, и ќе разговараме околу сите оние отворени прашања кои што ги има, се со цел да имаме еден прогрес во целиот земјоделски сектор. По разговорот со градоначалникот Трипуновски замина во посета на фирмата Екстра Фунги кај Чешиново, а потоа се сретна и со оризопроизводителите во повеќе населени места од општина Чешиново Блешево, за да ги слушне нивните проблеми и потреби во пресрет на новата производствена сезона. Заменик министерот Трипуновски меѓу другото истакна дека неслучајно посетите на земјоделските региони ги започнува од Кочанскиот, бидејќи е запознаен со проблемите на земјоделците, посебно оризопроизводителите, и е корисно врз основа на состојбите да се дефинираат следните мерки и активности.